Во светот на фитнесот и здравиот живот, постои метод кој што ги трансформира класичните тренинзи во целосно ново искуство. Стот Пилатес, светски познат метод на Пилатес кој што нуди современ пристап со специјално дизајнирана опрема, која ја прави секоја вежба поефективна и поинтересна. Денес, за прв пат премиерно на Телма, разговараме со Марија Кочевска, лиценциран Стот Пилатес инструктор во Македонија, која ќе ни ја раскаже својата приказна, како започнала нејзината љубов кон пилатесот, за кого е овој метод наменет и кои се вистинските бенефити и придобивки од самите тренинзи. Ќе објасни како Стот Пилатес ги комбинира класичните принципи со современи техники и реквизити, создавајќи тренинг кој е предизвик за телото, но истовремено забавен и пријатен за сите генерации. Ти благодарам што дојдовте денес. Баш ми е драго што ви имам како гости. Накратко, значи, околу мојата приказна која што е многу одамна, значи, таа е веќе од пред 15 години, каде што буквално беше сосема случајно, непланирано, влегов во теретана, тогаш во тоа време не се ни вежбаше, не беше тренд фитнесот, си реков, ова некако кога влегов почувствував поубава енергија и после тренингот и веднаш тоа ме освои. Тогаш беше фитнес во тој период и само теретани имаше неколку во Скопје и реално кога влегов некако таа енергија откако ме освои сватев дека сакам и јас да направам некоја промена за себе, бидејќи ќе влезав во продавница, не ме собираа панталоните, не ме собираше ништо, не се чувствував убаво едноставно во сопственото тело. И сватев дека е време за некаква промена, посериозна, каде што буквално ќе се посветам на сама себе и на целосна трансформација. Не беше планирано, беше сосема спонтано, не беше интенционално, меѓутоа сватев дека ако не ја направам таа промена тогаш, ќе заглавам во некоја ситуација во која што долго време ќе ми треба за да излезам од тоа. И само си појда по себе, значи како ги симнував тие 30 килограми со учење на сите вежби, на сите мускулни партии, комбинација на вежби, комбинација на исхрана, што е исто така доста битно. Едно од најбитните работи можам да кажам, не е само вежбањето, бидејќи јас секогаш велам вежбањето е за телото, значи за мускулатурата. Меѓутоа кога исхраната зема дел во опсег на целата комбинација, сосема се менува цело тело, се менува и перспективата и енергијата во текот на тренингот и буквално станува збор за една целосна трансформација. Да ти кажам како влегов во самиот старт со вежбање, јас 8 месеци стагнирав. Значи симнав некои 8-9 килограми наеднаш и после тоа стагнирав. И мене ме фати една монотонија и буквално ми падна расположението после тоа. И си реков, зошто стагнирам? Значи, мора нешто да треба да сменам. И сакав да научам што е тоа што морам да го променам за да, нели, имам подобар резултат. Така што учев како да ги комбинирам намирниците, учев колку калории, кое што има, што во тој момент мислам дека ми беше многу потребно. Сега, например, не го практикувам, бидејќи веќе сум го постигнала, сум го одржала резултатот, ама тогаш и тоа како ми беше потребно. И баш онака се посветив како што треба. Се влюбив во спортот и од тогаш буквално една недела нема помината од кога немам направено 2 до 3 тренинзи во неделата. Прекрасно. И кога ги симнуваш тие 30 килограми, се случува трансформацијата дека сакаш да отвориш ваква студија, се почна како да се почна да се информираш, да речеме за Стот Пилатес, како тој влезе на адреса во животот на Марија. Јас долго време практикувам и фитнес, и пилатес, планинарење, многу различни типови на спортови. Порано имав и други своји студија на 2 локации, тие беа за жени. Многу функциониравме, едно 5 години ги водев тие, па се префрлив на маркетингот. Меѓутоа секогаш ми фалеше таа искра, јас и тогаш си вежбав, но таа искра што ја чувствував во однос на тренингот, таа енергија со луѓето што се споделува на тренинг, многу ја засакав. И сватев дека сакам да се вратам на тоа и се посветив максимално, сакав да научам од корен. Значи, да не бидам површна во нештото, односно да не го вежбам само колку да го извежбам. Се посветив во знаењето, сакав да вложам во знаењето. Значи, сакав да научам буквално каква е мускулатурата на телото, како функционира телото, на кој начин ми служи, на кој клиент што би му било потребно за да знам од професионален аспект да го дадам. Целосна анатомија. Да. Значи, 2,5-3 години учење, година дена спремање на испитот за Стот Пилатес, буквално влегов максимално, дадов се од себе, она што можев и она што сакав да го постигнам, беше да знам како да пристапам на секој клиент правилно. И
тука да нема грешка. Претпоставам, бидејќи секој клиент си носи свој предизвици животна приказна, па треба да му се помогне на поинаков начин и пристапот кај секого е апсолутно. Сите ние сме различни, значи секоја постура на телото е различна, секоја потреба на човекот треба да се прочита прво психолошки, да знаеме што на него му е всушност во тој момент потребно. Сите имаме различни периоди во животот. Можеби во еден период нешто на еден е потребно, на друг сосема поразлично. Затоа и самиот концепт на 100 пилатесот е индивидуализиран, што уште повеќе ме привлече. Во Македонија немаме лиценциран едукатор за 100 пилатес, имаме само на ниво на Балкан. Значи, станува збор за канадска фирма, која што има лиценци на секаде низ светот во однос на едукации и во однос на лиценцирање на тренери бараат сериозен пристап, односно сериозно знаење за да го дадат тој сертификат. Мора да знаеш точно секој мускул како се вика, мора да знаеш кој мускул продуцира движење, кој е опонент на тоа движење, мора многу работи да знаеш, така што не е воопшто едноставно. За сето тоа да може да се постигне бара сериозно учење и сериозно посветување на темата. Во Македонија во моментов немаме сертифициран едукатор кој што може да ја даде таа лиценца, ниту пак во близина на Македонија, значи единствен е во Хрватска лиценциран едукатор Мирела. Јас кај неа се едуцирав преку Црна Гора, така што тој процес траеше, можам да кажам, многу долго време. На патување од тука, Скопје, таму, значи континуирано учење, континуирани менторски часови, кои што и во викенди знаев да се земам по неколку менторски часови, затоа што менторските се многу па и побитни од самата книга. Значи книгата ќе се прочита, меѓутоа во пракса кога ќе дојде треба да знаеш точно што да направиш. Од книгата не можеш да примениш некои работи. Така што малце е покомплициран пристапот, но сепак не е недостижен. Во суштина класичниот пилатес е измислен пред околу 100 години од Џозеф Пилатес, кој што ги има и измислено самите машини кои што ден денес ги употребуваме, но се многу напредени. Во самиот метод тој работел тогаш на времето, спремал војници, односно ги враќал во живот после борби и слично, и на некој начин ги има унифицирано вежбите како помошни средства кои што ќе му помогнат на човекот при рехабилитација, но и ќе му дадат сила, односно ќе му вратат целосна постура на телото, она правилно движење и држање на телото. Така што Џозеф од времето тоа што го измислил, овој метод е доста години, односно 100 години од тогаш, веќе унапреден, да, веќе унапреден, земајќи доста физиотерапевти, медицински лица, работејќи со професионални спортисти, со луѓето во областа на спортот. Самата компанија Meritu како таква го зема методот и го напредува на начин кој што ќе биде идеално безбеден за користење, односно за секојдневна употреба, како и за рекреативни спортисти. Така што самиот метод како таков е сега направен по-безбеден. Единствената разлика која што се користи е држењето на ребетот при работење на одредени вежби, односно безбедност на самиот ребет при работење на вежби кога нозете се ние го велиме во отворен кинетички ланец, тоа значи нозете кога се подигнати. Односно, заради безбедност на кичмата се користи различно изведување на вежбите. Правилна изведба на вежбите обезбедува безбедност на ребетот при изведување. Значи, не е тоа никакво помагало, тоа е поставеност на самата карлица, поставеност на самите ребра и на горниот дел на телото. И со правилна употреба на методот, пилатес методот, всушност се постигнува безбедност при изведба. Помагалата како такви може да подпомогнат во дадени вежби. Значи, реформерот пружа отпор со кој што дава на некој начин баланс на различни делови на телото, зависно во која вежба како се употребува. Сите тие машини кои што се употребуваат се со различна намена и треба да се знае како точно со нив треба да се работи, со тоа што реформерот како таков може да биде и поддршка и потпора, но може да даде и сила.
Не само реформираот, стабилите столиците, барелот, кадилакот, сите имаат различна намена. Некои се користат за рехабилитацијски цели, некои се користат за стекнување на сила, некои за баланс, некои за флексибилност, така што сите имаат различна намена. Она што барем малку истражив и според разговорот од прилика со Марија, дека треба една неутрална позиција на арбетот, ако добро вака го размислам, или зошто речеме неутралната позиција на арбетот е толку важна можеби во 100 пилатесот и самиот метод и како такво има влијание врз човечкото тело. Браво, тоа е отворениот кинетички ланец што го зборав. Тоа е таа неутрална позиција на карлица која што ја користиме во отворен кинетички ланец, каде што имаме стабилност на целиот арбет. Во некои од вежбите во стариот метод на Џозеф Пилатес истото не се употребува. Меѓутоа во дадени вежби денеска ја користиме неутралата како помош и поддршка со помош на стомакот обезбедуваме безбедност при изведба на вежбите. Тоа е нешто кое што само во дадени вежби се користи, не во сите. Користиме и различни типови на методи во однос на самите тренинзи, кои што се баш онака унапредени за да може да се постигне некоја безбедност во самиот тренинг. Каква улога имаат самите реформер машини во постигнувањето на резултатите, да речеме, нели човек дали после како една рехабилитација, нивна поддршка и така натаму. Така. Се е до инструктора, значи како знае да го води тренингот, која е потребата на самиот клиент, по тоа се водиме. Во самиот старт правиме анализа детална на цело тело. Тоа е проверка на постурата, односно поставеноста на стопалата, на колената, на карлицата, па горниот дел, лопатките, рбетот и буквално по самото тоа, по самата целосна анализа се водиме и правиме на некој начин детално испитување на телото по кое што ние го подобруваме самото функционирање на телото. Тоа ни е целта, значи со самата анализа знаеме точно што му е потребно на клиентот. Значи клиентот доаѓа кај вас и практично вие правите една рентген анализа негова, дали е, карикирам сега лаички, достабанлија или не знам, има некакви да речеме неправилности во неговото држање и потоа практично се усовршуваат. Така, кај дел од клиентите е потребен реформерот, кај дел од клиентите е потребен и матот. Јас знам и матот да го употребам, тоа е простирката обична. Меѓутоа го користам и кадилакот, некогаш ги користам столиците, така што буквално како што кажав, секој е засебно, секое тело е засебно своја проблематика, се пристапува директно во проблематиката на телото и врз основа на тоа реагираме, односно правам тренинг кој што му е потребен на него. Пилатес може да вежба секој. Од почетник, буквално кога влегува во студиото, тие ни се и најдобри, можам да кажам, бидејќи веднаш применуваме на учење на техника и многу полесно ја прифаќаат. Меѓутоа и напредни спортисти и луѓе кои што вежбаат цел живот. Јас вежбав 15 години претходно, па ме усвои реформерот со самото тоа што има толку многу варијации на вежби, толку многу комбинации кои што никогаш не може да бидат досадни. Имаме бокс, имаме трамполина, кардиотрамп, тоа е тој кардиоперформер кој што го спомна. На самиот кардиотрамп има многу интересни кардиотренинзи на кои што баш онака го прават супер забавен тренингот да никогаш не ти биде досадно. И интересното е тоа што никогаш кај нас не се повторува истиот тренинг. Знаат клиенти да ми дојдат од странство и ми кажат: Марија, кај вас само се толку многу различни тренинзите, во странство буквално не се трудат. Нема здодевност. Да, значи пак е тоа до тренерот. Колку тренерот знае да го направи интересен да биде часот, колку ќе се потруди и во какво расположение е дента, нели? Бидејќи ние сме луѓе. Затоа би сакал да споделам дека во студиото Истот Пилатес денес има неверојатен експоненцијален раст и во употреба, нели да речеме, нови машини кај мажите. Претпоставам дека добро направивте можеби на некој начин презентација дека ова е соодветна машина или тренинзи кои што се наменети за мажите, потоа ќе збориме за професионалните спортисти. Пилатесот го има измислено маж. Единствената стигма кај нас е дека живееме на Балкан и живееме во Скопје во моментот. И некако имаме некои прифатени работи од минатото, каде што мажот треба да биде силен, а жената треба да биде флексибилна. И мислам дека од таму потекнува сето тоа. Инаку неточно е тоа дека луѓето мислат дека пилатесот не може да стекне сила, напротив, пилатесот како таков
помага и тоа како во силата, во контролата, самиот термин контрологија. Можам да кажам дека контрологијата е 5 пати потешка од кревањето тежини, така што на некој начин е мит. Мажите како мажи, откако ќе го пробаат самиот тип на тренинг, се буквално изненадени од тоа колку на нив им е тешко. Имаме доста мажи и се повеќе имаме, можам да кажам, изминатава година особено. Доста го почитуваат методот, но откако ќе го направат првиот тренинг. На почеток гледуваат малку скептично. Да, откога ќе го направат, имаат сериозни импресии и сакаат уште повеќе да научат, сакаат уште повеќе да пробуваат и да се преиспитаат колку во суштина нивното тело е силно, што е супер, на некој начин ги мотивира. Така што јас очекувам дека и годинава која што следува ќе имаме баш онака доста интерес од страна на мажи, бидејќи се повеќе ми се јавуваат мажи, што е супер. И мислам дека на нив им е многу потребно, односно на вас ви е многу потребно, затоа што таа флексибилност е потребна во секојдневието, без разлика колку вие тоа и да не го гледате. Кога ги вршите секојдневните обврски, се чувствува, после пилатесот, се чувствува разликата од тренинг пилатес и тренинг буквално само за сила. Така што, еве, ги повикувам сите мажи кои што сакаат да се предизвикаат и да пробаат. Да ги охрабриме меѓу другото. Да. Апропо овие методи, да речеме техники и тренинзи кои што ги имате во студиото како Стот Пилатес, кои се првичните резултати, да речеме, кои што веднаш ги имаат како придобивки? Убаво што споменате тежинските вежби денеска или да речеме со сопствената тежина од телото, ние сакаме да имаме изразени мускули, тоа некако не е целта во животот, така натаму. Не применувајќи таа холистика, можеби, која што треба повеќе да имаме во животот, односно и сето тоа да потикне на поинаква мирна психологија и емоција кај нас. Затоа што тежинските вежби се тие стандардни, класични вежби, се гледаме на огледала и така имаме некоја внутрена енергија, а ова веројатно има еден поинаков пристап, како што кажав, холистички. Кои се првичните резултати кои што вистина може, ако се остане конзистентен, како и се, фокусот да го имаме, и еве, ако веќе се прашуваат многу од мажите зошто да го изберат можеби Стот Пилатесот, дали мускулите знаат да бидат поизразени, да се добијат таа некоја, ајде да речеме, атлетска градба и така натаму, во добар сооднос со храната и така натаму. Види, ние тука не работиме изолација на мускул, со што мускулот не може да порасне. И не ни е таа целта. Целта е да истиот мускул го предизвикаме користејќи ги сите мускули од страна, да има едно унифицирано движење кое што ќе биде сразмерно употребувајќи го средишниот дел на телото, односно корот, јадрото, кое што ние го велиме, бидејќи нашите екстремитети се врзани за средишниот дел на телото. И за да постигнеме нешто, треба за да постигнеме, например, најобичен удар, нас ни е потребно силата да ја земеме од внатрешниот дел од телото. Така што кога ќе се разгледа телото детално, имаме една целина која што тука ја работиме на самиот пилатес. Дефинитивно се гледаат резултатите, не веднаш, но веќе после првата недела се чувствува енергијата и нешто што е феноменално во пилатесот е не те исцрпува тренингот. Значи, мене ми се има случајно порано кога одев на тренинзи, знам онака да седнам дома и да кажам, леле, буквално се исцрпив од тренингот. Со пилатесот ми се нема случајно тоа, напротив, имам многу повеќе енергија за да функционирам во текот на денот, што е идеално, особено за оние малку подоцнежни години, 30 плюс и слично, така што луѓе кои што сакаат секојдневно да функционираат, да имаат енергијата во текот на денот, а сепак да знаат дека направиле нешто за себе. Така што би рекла дека резултатите таму негде после 3 месеци сериозно вежбање се евидентни прво во рветот, во стоењето и држењето на рветот и на телото. Од таму најчесто прво се гледа, меѓутоа се чувствува буквално секој ден. И дента кога не се вежба се чувствува дека имаш нешто направено за себе и резултатот жените најчесто го чувствуваат и во нозете, бидејќи баш онака има истегнување, имаме и флексија и екстензија во самиот тренинг, знае да ги издолжи доста нозата. Така што на повеќе аспекти може да се примети самиот бенефит од тренингот. Деца до 14 години не е препорачено да вежбаат на самите реформер машини.
и луѓе кои што имаат акутна болка. Значи, има случајно да ми дојдат балерини неколку со болки акутни во моментот и да ги имам вратено од тренинг. Значи, јас лично не сакам да примам клиент кој што има болка во моментот, од причина на тоа што многу лесно може да се влоши таа болка. Така што, кога станува збор за рехабилитацијски клиент, најчесто барам анализа на состојба, односно препорачана од доктор. Како здравствена, да речеме? Да, доколку имало одреден сегмент, дали е тоа операција, дали е некоја повреда или слично, секако барам документ по кој што можам да видам за што станува збор, нели? Со тоа се консултирам, имаме и медицински лица во студиото, се консултирам и со нив и врз основа на сите мои едукации кои што ги имам поминато за работа со клиенти со посебни потреби и слично, донесуваме одлука што е најдобро за тој клиент. Така што, кога ќе престане болката, тогаш веќе може да работиме на зајакнување на мускула. Значи, пилатесот во дадени ситуации не може да се користи како санирање на болка. Значи, може да се користи само како зајакнување на мускулатурата, откако... Тимите предпоставам исто. Ние работиме конкретно на мускулатурата, но сето тоа е вклучено, нели, од зглобови, како најбезбеден метод за вежбање, вклучени се посебни движења и самиот реформер е направен така да може да ги прати движењата, односно колената кога ги поставуваме во дадени позиции мора да бидат по 90 степени, тоа е најбезбедното поставување на телото во однос на, нели, кога работиме чучњеви, кај нас ги работиме во лежачка позиција, со тоа што дополнително се внимава, нели, на безбедност на зглобови и слично. Така што од тој аспект, значи, работиме дефинитивно само на подобрување на мускулното ткиво, а немаме ништо во однос на сето она останато кое што, пример, даден клиент во моментот имал проблем и слично, значи работиме на зајакнување на делот кој што е во моментот ослабно. Јасно. Да речеме за бремени жени, за хронично, да речеме луѓе кои што имале некакви тешки телесни повреди ги спомене така натаму, исто дали е препорачано или сепак тука мора да бидеме малку препорачано е во одредени состојби. Значи за секој е препорачано, пак ја кажам, доколку јас сум имала и повеќе трудници со кои што имам вежбано, работиме со нив само во индивидуализиран пристап. Од причина на тоа што знаеле да дојдат и во група, меѓутоа јас сум знаела да ги вратам од групите, бидејќи сметам дека не е безбедно да трудница вежба во група во која што сите вежбаат различни вежби. Така и сум едуцирана, тој пристап и го применувам. Кога станува збор за рехабилитацијски клиенти, пак ја кажам, зависно од состојбата на клиентот, значи која е проблематиката негова, врз основа на диагноза, врз основа на капацитет на опоравување отпосле и начин на опоравување, после тоа се прави проценка со на кој начин се пристапува кон клиентот и што е всушност тоа што може да се направи за да се подобри состојбата. Сме имале и клиенти кои што дошле после мозочен удар, клиенти кои што имале посериозни операции, собраќајки и слично, така што баш онака рехабилитацијски се пристапува кон нив. Имаме и физиотерапевтка во студиото која што работи на масажи. Со нив баш работиме индивидуализирано. Значи, таков тип на клиенти не се препорачува да бидат во групи. Додека да стигнат до степен во кој што ќе можат веќе да функционираат, имаат целосна сила и стабилност на телото за да можат да влезат во идно некое време во групите. Стот пилатесот се практикува особено последниве 2 години, многу често помеѓу познатите луѓе. Можам да кажам дека на тој начин е некој тренд стана. Постојано го гледам по социјалните медиуми, значи за Викторија Бекам не сум слушнала, и од тебе слушам, меѓутоа Ед Ширан вежба реформер пилатес, вежбаат сите овие Викторија Секрет модели кои што ги гледам, значи Адриана Лима, имам видено Дуа Липа. Дуа Липа имаше феноменална сега реклама за реформерот. Роналдо вежба, Опра Винфри сега ја видов пред некој ден, баш доста популарни лица знаат да, се приклучуваат кон самиот тренд, предпоставувам бидејќи ги освоило и нив методот на вежбање, бидејќи на некој начин
она кое што претходно беше само кревање тежини, изолација на мускул, досаден тип на тренинг, веќе сите сакаат да вежбаат, ама бараат нешто континуирано да биде поинтересно, да биде позабавно, вклучено со нели нешто дополнително доколку прават и мислам дека тоа ги има освоено. И најважно, професионални спортисти. Тоа би сакал да го спомнеме. Да, професионални спортисти, Роналдо знам дека вежба. Од него сум сигурна. Новак Џоковиќ го имам видено во Белград на еден од баш моја познаничка во нејзино студио има вежбано. Професионалните спортисти го користат реформер пилатесот за продолжување на мускулите кои што во дадени ситуации им се скратени, каде што на некој начин им подпомага во користење на таа мускулна партија при изведба на своите тренинзи. Така што само по тренер кој што знае што прави, како би го вклучил, кај нив е малце покомплицирано да се аплицира овој тип на тренинг, заради тоа што кај нив точно треба да се знае што се прави. Значи, они имаат, бидејќи имаат сериозни надпревари, треба да биде правилно дозиран, пример, еднаш, два пати во 10 дена, каде што ќе биде како на некој начин додаток на самите оние тренажни процеси кои што они ги имаат во суштина за целната работа која што ја работат. Така што малце покомплициран кај не да се амплицира, но верувам дека работат со исклучително добри тренери. Во светот има сериозни тренери кои што се и тоа како едуцирани за не само стот пилатес, туку физиотерапевти, кинезиотерапевти и слично, кои што баш онака работа со сериозни спортисти. Тоа е и мојата менторка, односно едукаторка Мирела, работи со сериозни професионалци. Води тимови спортски, кај неа вежба и Северина. Така што горда сум што таков едукатор имам, од кој што сум имала можност и имам се уште можност да учам, но пак, кај сериозни професионалци треба сериозен пристап. Прекрасно. Чисто беше да го предизвикаме секој кој што можеби се бави со спорт професионално, да биде добра поддршка нели за неговите перформанси. Некаде прочитав колку е тоа можеби и супер да се спомене за особено убаво кажавме дека по 30-та година тонусот на мускулот опаѓа, нели се за 1% годишно или како беше потоа нели се зголемува, па добро е да се одржи нели тој баланс. Меѓутоа и хормоните менуваат своја структура. Околу хормоналниот баланс можеби кај жените, па и кај мажите, претпоставам дека ова може да придонесе една равнотежа. Така е. Пилатесот како смирен тип на спорт, односно како низок интензитет на тренинг, може и тоа како да подпомогне во балансирање на хормоните. Тоа се случи и кај мене во суштина. Јас од секогаш имав висок тестостерон и во периодот кога вежбав агресивни тренинзи, на некој начин ми сметаше, но толку ги сакав тренинзите што го занемарував тој момент. Од кога предов на пилатес, на реформер, и само на пилатес на реформер, почувствував како буквално се ми се балансираше на еден посебен начин кој што стварно ме освои. Од чистење на лице до смиреност, до тој некој внатрешен мир кој што не можеш лесно да стигнеш до него. Реално, преку јогата многу од луѓето стигнуваат до тој внатрешен мир, што е супер. Јас го имам пробано, меѓутоа многу тешко некако се навикнав на јогата. А пилатесот како таков, бидејќи ми бара ангажман на одреден тип на мускул, но и конекција со мозокот, ми бара присутност во текот на тренингот. И самото тоа на некој начин предизвика кај мене еден феноменален внатрешен баланс и самото смирување на хормоните, можам да кажам дека ми направи реално една таква трансформација на цело тело, што и блиските го чувствуваат околу мене. Прекрасно. Колку трае одлика еден час и колку пати неделно може да се практицира стот пилатесот? Еден тренинг е 50 минути. Може да се вежба секој ден. Јас го вежбам скоро секој ден и од кога го вежбам секој ден имам уште подобри резултати, но идеално би било 3 пати неделно за луѓе кои што сакаат да издвојат дел од своето време, не можат континуирано секој ден тоа да го прават. Идеално е 3 пати неделно. Групни, индивидуални часови?
групни и индивидуални часови имаме, но сега имаме и онлайн програми, каде што секој кој што сака може да се приклучи на тој начин, бидејќи нашите клиентки многу патуваат и тоа го направивме со цел за нив да можат да си овозможат да бидат активни каде и да одат, да може да се вклучат на наш тренинг и да не им недостигаме. Да, со тоа што да речеме како еден супститут, можеби поинакви вежби кои што се адаптираат, бидејќи сепак нели потребни им се и направите од студиото. Да, секако, меѓутоа тие тренинзи се направени така да може да се вежбаат истите мускулни партии, домашна варијанта на реформер, така ја викам јас, бидејќи буквално истото може да се направи дома, дури во дадени ситуации е потешко, но ако го прави инструктор кој што знае што прави пак. Како да го заокружиме ова наше празнично интервју, би било една убава препорака и она што би го пренела, да речеме, аз знам дека имаш мал милиони искуства со клиенти, па чисто да ги потикнеме, зошто да го одберат Студио 60 и 100 Пилатесот, чисто како еден поздрав за многобина. За тоа што имаме посебна енергија во студиото кога ќе се влезе и тоа ми е едно позитивно искуство што секој кога ќе влезе во студиото ми го кажува тоа има феноменална енергија. Јас верувам дека таму каде што вежбаш треба да буквално се ресетираш, треба да се опуштиш и да се чувствуваш како да си скрос на друго место надвор од работата, од стресот, од секојдневните обврски и тоа е тоа кое што нашите клиенти мислам дека ги освои и ги освојува и надаму. Така што и секој кој што сака, дали е тоа трансформација, дали е тоа на некој начин да си го подобри својот животен баланс, може слободно да ни се придржи. Ти благодарам што ми беше прекрасен соговорник. Ти благодарам и на тебе што дојде и што ме имаш.